Почитувани, добро вечер. Добре дојдовте во вечерашното отворено студио. Како полека стивнува корона пандемијата, или најверојатно стивнува, еве да кажеме, ќе видиме, а полека на голема врата се враќа она што ја преокупираше јавноста цело време, а тоа е политиката. Се разбира дека со претходно донесената уредба на владата со прогласувањето на водредената состојба се одложија и роковите кои течеа за одржување на изборите, но тие рокови ќе продолжат веднаш штом престане водредената состојба, а тоа значи дека наближува и датумот за избори. Но во македонската политика секогаш се е комплицирано, па така и овој датум за избори сега се оспорува од страна на опозицијата. Тие велат дека тие не мора да се одржат тогаш, бараат тие да се одржат некаде на крајот на август или во септември, додека власта вели дека рокот е тој, законот е тој, а дека најасен е можно да има и втор бран од коронавирусот и дека е неодговорно тогаш да се држат избори. Ова се дел од дилемите за кои ќе разговараме вечерва со нашите гости. Тоа се Ненад Јовановиќ, колумниста и аналитичар. Благодарам на поканата. Добра вечер. Добра вечер. И универзитетскиот професор Јове Кекеновски, сега дел и од коалицијата Никогаш Северна само Македонија. Добра вечер. Добра вечер. Почитувани, тезата е таа, прашањето е тоа, гледаме дека најмногу се спори сега околу датумот. Ајде, Кекеновски, да почнеме со вас. Отприлика знаеме што вели власта, што вели опозицијата, што мислите вие? Дали имаме еден датум кој е релативно фиксен, значи може да зборуваме за некој датум тука блиску до крајот на јуни, почетокот на јули, или може целиот процес да се одложи за несен? Па сигурно дека ние постојано ги слушаме лидерите на така наречените, велам, или условно големи партии, или коалиции на политички партии, кои што се префорсирани на политичкава сцена, и постојано ги следиме и нивните контраверзии, нивните ставови кои што се базирани на дневна политика. Впрочем, сведоци сме дека кога едните се залагаат за избори, другите бегаат од избори. Сега кога другите се залагаат за избори, другите сега повторно бегаат од тоа, и постојано, значи, имаме некои контраверзии, некои недоследности. Едно е факт, ние мораме да живееме со короната, мораме да научиме да функционираме и во криза. Сигурно дека приоритетно и најбитно е здравјето на граѓаните, меѓутоа сведоци сме дека ако најголем дел од државите во светот веќе превземаа мерки, веќе се ефикасни во тој дел и ги намалуваат, нели, сите оние воредни мерки кои што ги превземаа, сигурно дека тој тренд треба да го следиме и ние, при тоа сигурно внимавајќи и следејќи ги сите случувања на дневно ниво во однос на ново заразени и во однос на починати лица. Јас мислам дека и тврдам, избори треба да има и мора да има избори. Иако постојано укажувавме ние уште во почетокот на голем број на прекршување на Уставот на Република Македонија, меѓутоа со оглед на фактот дека владата и донесе уредба, меѓутоа и да не донесе уредба, бидејќи изборите веќе беа закажени, со самата воредна состојба беа прекинати, логично е дека по завршувањето на воредната состојба да продолжат роковите кои што се ги имаме согласно изборниот закон. Меѓутоа и тука имаме одредени контраверзии, односно несогласности, слушаме разни дисонантни тонови во членовите на Државната изборна комисија, па едни велат дека 35 дена, други велат за 50 дена, меѓутоа како и да е, избори мора да има. И сега за мене ме зачудува оние кои што се залагаа за избори претходно, сега кога дојде моментот кога очигледно ги имаат резултатите од анкетите кои што ги прават постојано на дневна основа. За опозицијата, претпоставам. Зборам за опозицијата, сигурно, меѓутоа говорам и за позицијата, бидејќи таа претходно не сакаше избори, меѓутоа се очигледно осоколена од некои резултати кои што таа ги има, таа упорно инсистира, и плюс аргумент повеќе, ова се претходно што го кажав, бидејќи роковите веќе течат. Така да, без разлика што се лицитира со термини, мислам дека избори може да се одржат и на 21 јуни, може да се одржат и на 28 јуни, меѓутоа сигурно да не биде подоцна од 12 јули, бидејќи сепак веќе навлегуваме, нели, во период кога ќе има премногу голема жестина, а во меѓувреме мислам дека ќе спласне, односно ќе се намали драстично бројот на
новозаболени и бројот на починати од коронавирусот. Така да, реална е шанса да без разлика што опозицијата во моментот е многу гласна во делот дека ќе ги бойкотира изборите, нека повелат, нека ги бойкотираат, нема никаков проблем. Има голем број на политички партии кои што се пријавени на изборите, чии што кандидатски листи се верифицирани од страна на Државната изборна комисија. Впрочем, легални и легитимни избори може да бидат и одржани и без една политичка партија или коалиција на партија. Таму има 15 или 16 на листата, така да апсолутно нема да биде никаква штета. Тоа само ќе направи поголема штета на самата партија, меѓутоа очигледно раководството е тоа кое што ќе се ги сноси последиците или пак ќе ги собере ловориките. Добро, ќе разговараме дали е тоа легитимно понатаму во текот на разговорот. Јовановиќ, од оно што можеме да го видиме, тоа е дека председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски отприлика вели вака: сега последниот став е дека да, уредбата на владата е таа со која е почната модерната состојба, со која се прекинати изборните действија, но тој вели вака, дека неговата партија не се согласува со таа уредба, вели дека не биле консултирани со неа, дека и техничкиот министер Наке Чулев не учествувал во незиното донесување и вела дека таа уредба за нив е практично нелегитимна. Додека техничкиот премиер Оливер Спасовски вели дека таа уредба е создавена правна можност за одржување на изборите и нивно ставање во мирување се додека трае вонредната состојба и дека уставноста на таа уредба ја потврди и Уставниот суд. Како ви се чини сега вас не само оспорувањето на тоа дали треба или не на тој датум, туку оспорувањето на веќе донесена уредба на владата? Да, пред да ви одговорам на тоа прашање измеѓу овие два поларитета, едни се против, други се за, само ќе ми дозволиш да кажам на почеток дека оваа криза со корона е криза која го клекна целото човештво и целата човечка цивилизација практично за неколку дена. Ајде да претеруваме малку и да кажеме како клекна човештвото за еден ден. Значи, големи економии, силни држави, силни демократии денеска се справуваат онака како што знаат и како што умеат, нели? Гледаме дека денеска се доведува не само под знак прашање на тој некој неокапитализам кој денеска вирееше во голема мера, туку се воспоставува и прашањето како ќе го подобриме и нашето јавно или народно здравје. Ако се сеќавате на пред 5-6 месеци, дури и самиот Борис Џонсон не ми земајте за зло, таа кованица ја имаат на National Healthcare асоциација во Велика Британија, он сакаше да го продаде здравствениот систем на американци и од таа глобална смисла сакаше да го неутрализира Брекзит, некако да ја ублажи таа голема нарација која им се зададе внатре во земјата и сега од кога настапи корона ова вирусот и оваа болест, видовме дека и големите земји, вклучително и нашата земја, дека народното здравје, институциите на системот мораше некако да работат и да се ослонат на сопствени снаги. Ако се вратиме назад во само пред 2 месеци, ќе видиме дека ние извршивме една огромна трансформација во нашата свест. Видовме дека колку институциите се важни. Видовме исто така дека здравствениот систем во Македонија, која притоа ја има таа традиционална нишка во својата свест, дека сепак јавното здравје е клучна работа мимо политичките препуцавања. Значи, сепак гледате дека и министерот Филипче со тој негов голем рейтинг докажа и покажа дека народното здравје во оваа земја сепак функционира, работи, луѓето се сервисираат таму. Да се вратам сега на вашето прашање околу одлуката и ставовите на Мицкоски и на техничкиот премиер Оливер Спасовски. Брзи избори се важни да бидат. Брзи избори опозицијата, односно СДСМ делегира датум 21 јуни, а опозицијата ВМРО-ДПМН пролонгира некој датум во август месец, или почетокот на септември. Никој нормален човек досега, барем ја не се сеќаваме, нека ме коригира мојот соговорник, почитуваниот професор Кекеновски, дали некој организирал избори во јули и во август,
кога се температурите страшни, кога се големи, кога е време на годишни одмори, кога е невозможно практично да се воспостават избори. Сега дали ќе ги мрцвариш луѓето да излегуваат во јули и во август, или таа работа ќе ја завршиме сега. Зошто се бараат брзи избори? Тоа ми е многу важно на почеток да го кажам. Брзи избори се бараат затоа што ние сите забораваме дека во оваа земја демократијата е суспендирана, нели? Ние работиме и живееме во вонредна состојба, владата е техничка, а не е суверена. Тоа значи дека изборите што побрзо ќе доведат и до легитимен суверенитет на новата влада која ќе се конституира. Да не заборавиме дека во собранието на оваа земја немаме ни еден релевантен, суверен законодавец. Све се враќа под плаштот на техничката влада со нејзините уредби, а знаеме во превод дека уредба е наредба. Во време на ваква криза, која е оправдана, да имаме и полициски час, да не се загрозени најстарите луѓе и така натаму, сепак не може ова да оди до бесконечно, бидејќи живот под уредба и живот под наредба е обратно пропорционално на демократско, либерално и некое прозападно општество. Значи, тоа се многу важни конјунктури околу кои ние ќе може да ги градиме нашите излезни решенија како во оваа криза да ја надминеме, а оваа криза ќе ја надминеме така што ќе имаме суверен собраниски состав и мнозинство од тој суверен собраниски состав ќе конституира влада која ќе ги делегира, која ќе ги води институциите во некои нови можни пандемични состојби. Значи, ние невозможно, и тука ќе завршам, да живееме во време на наредби. Тоа време на наредби, не знам на кого му одговара. Ако ми дозволите, може ли само како дополнение? Значи, она што го спомнавме и двајцата, нели, како една од причините високите температури, може би е тоа една споредна причина која што, меѓутоа приоритетната причина е фактот дека ние не можеме вечно да живееме со ова нужно зло, односно со ова така наречена привремена диктатура, каде што едноставно поради потребите за да побрзо се действува, на некој начин законодавната власт е пренесена во рацете на извршната власт, се со цел да биде помобилна, поефикасна, побрзо да действува во една ваква ситуација. Меѓутоа, со оглед на фактот дека ние допрва ќе ги чувствуваме последиците, не само здравствени, туку пред се економски. Потребна ни е власт, потребна ни е нова влада која што ќе спроведува една сериозна програма која што ќе им ја понуди на избирачите, за која што тие ако дадат, нели, ако дадат својот глас, која што ќе треба во иднина да се справи со сите оние последици кои што ќе дојдат како резултат на сето ова што го имаме од една страна, од друга страна сигурно дека треба да го спречи и понатамошните лоши, односно негативни влијанија кои што не очекуваат од се поизвестноста и се погласно кажување дека можно е следење на втор бран. Значи, не може оваа техничка влада, која што е во улога, нели, на привремена влада сега, постојано вака да действува, бидејќи видовме дека досега действуваше некако хаотично, некако немаше по ниедно прашање консензус. Видете што вие тоа го повторивте. Донеле уредба со законска сила, уредба во делот за изборите, меѓутоа од друга страна представниците на опозицијата кои што ги има таму воопшто не реагирали или не биле на таа седница и сега лидерот е тој кој што не ја признава таа уредба. Тоа е едно неодговорно однесување, бидејќи тие таму се за да одат и да реагираат на време, односно да донесат уредба која што треба да биде во функција на сите граѓани, а не во функција на партискиот идентитет. И оттаму, со оглед на фактот дека голем број на уредби и падна на владата предуставен суд минатата недела, мораме ние да имаме една легитимна, една легална влада која што ќе има полн легитимитет, која што ќе действува во делот на извршувањето на законите, а ќе имаме еден суверен законодавен дом кој што ќе носи исправни одлуки во интерес на граѓаните. Да, сакам да ве прашам во однос на тоа што интересно е што двете партии користат ист аргумент. Кога зборуваат дали треба или не треба избори, и двете партии велат битно ни е здравјето на граѓаните. Кога зборуваме за политиката, често употребуваме некои тешки зборови, па сега малку е некако
неверојатно дека одеднаш здравието на граѓаните на партиите им стана приоритет, а не нивниот политички интерес. Има ли некој во оваа држава кој што не му е битно здравието на граѓаните? Ние нив ги слушаме постојано, але прашете ве било кој сакате во оваа држава дека не му е битно здравието на граѓаните. Па тоа е нормално, тоа е приоритетно прашање. Сите мораме да се грижиме. А тие го потенцираат како да е кој знае што со тоа кажуваат. Едноставно тоа им е алиби заради реализација на своите теснопартиски интереси. Јас другачи образложение немам. Да, но различно го толкуваат. Например, СДСМ вели дека за здравието на граѓаните е битно сега да бидат избори, дека на есен е можен втор бран, а ВМРО-ДПМН вели дека за здравието на граѓаните е битно изборите да бидат на есен, бидејќи сега е опасно да се одржат избори. Не, ама јас викам нешто друго. Мимо СДСМ и мимо ВМРО. Значи, демократијата е суспендирана. Да не заборавиме дека пред месец дена во колепката на Европа, во Унгарија, Виктор Орбан го суспендираше уставот, односно со уредба си го насочи према себе, и то внимавајте, си го насочи према себе на неопределено време. Тоа по дефиниција и во теорија и во пракса се вика државен удар. Ние на тоа ли ќе се реферираме, на тој принцип во некоја смисла и ја делегира кризата и ја менаџира и Вучич во Србија. Значи, тие ли нас ќе ни бидат парадигми или ќе одиме на избори за оваа голгота во некој политичко-институционален вакуум да заврши. Затоа, па се враќам на почетната моја теза која велам. Ако ние одиме и живееме живот во пандемија на уредби и наредби, тогаш ние живееме живот на некоја латентна и прикриена, а утре може да биде и некоја, како кажам, диктатура на самоволие. Што те запира утре да одлучиш било што, да, не знам, можеш само да фантазираш што би можело да биде. Затоа викам, се обидувам да ги најдам аргументациите зошто брзи избори. Затоа што демократијата е киднапирана и затоа што немаме собрание, а сите сме и во устав и во закон стои, а сите имаме некоја општа согласност дека во Македонија, во Северна Македонија владее парламентарна демократија. А ако се враќаме во некакви монархиски системи или во некакви, како кажам, ориентализми, кои немаат врска со парламентарна демократија, тогаш нема проблем. Али ќе има проблем и по здравието на граѓаните, ќе има проблеми во економијата на граѓаните, ќе има проблеми во секојдневниот живот, секојдневните практики, човековите права ќе бидат загрозени и така натаму. Ако веќе толку им е битно здравието на граѓаните, која што пак тврдам дека го употребуваат како флоскула заради реализација на своите теснопартиски интереси. Никој не им брани, а впрочем и не е голема работа да спроведат електронско гласање. Ние како коалиција тоа го предложивме уште пред еден месец. Значи, доколку сакаат, доколку се искрени во термините кои што ги предлагаат едните и другите, и доколку сакаат да се најдат во тој термин, електронското гласање овозможува, еве, на најдобар начин да го сочуваме здравието на луѓето. Никој од никого да не се плаши да дојде да гласа, туку едноставно, бидејќи сите сме едноставно го користиме во најголем дел интернет, имаме можности многу лесно тоа да го спроведеме и да реализираме брзи избори кои што се неопходни во една ваква ситуација. Добро, што е со оние, вие го начнавте тоа прашање, а тоа е дека може власта да одржи избори и без опозиција, може опозиција да нема да излезе, но сега и лидерот на ВМРО-ДПМН и лидерот на СДСМ исто така користат исти аргумент. Тие велат вака: доколку сега нема брзи избори или доколку има, земјата ќе влезе во криза. Со тоа што господинот Мицкоски вели дека кризата ќе биде предизвикана со тоа што тие избори нема да бидат легитимни, евентуално ако опозицијата не учествува, додека лидерот на СДСМ вели доколку сега нема избори, земјата влегува во реална политичка криза која наесен ќе експлодира. Кажете ми, доколку земеме дека владината уредба е законска и дека течат роковите за избори. Но од друга страна, опозицијата дека е уставна. Но од друга страна, опозицијата сепак реши да бойкотира. Значи, дали тие избори ќе имаат легитимитет доколку опозицијата не учествува од било каква причина? Сигурно дека ќе имаат легитимитет под услов да излезат минималниот број на
поголем број, еден повеќе од минималниот број, односно 50 плюс 1 да излезат на изборите и мислам дека тука апсолутно нема никој право да реагира во тој сегмент. Впрочем, нема да биде ни прв пат. Ние во 1994 година ВМРО ДПМН тогаш бойкотираше, па за жал и тогаш Социјалдемократскиот сојуз проведе избори без опозиција, меѓутоа тоа беше волја на тогашната партија која што се покажа како голема грешка. Впрочем, овде никој не го спори правото да излезат или да не излезат избори, впрочем тие и поднеле листи на кандидатите дека ќе излезат на избори. Меѓутоа, доколку одлучат да ги бойкотираат, со среќа нека им е, слободно нека ги бойкотираат. Има други 14 или 15 партии и коалиции на партии кои што го даваат тој легитимитет и мислам дека ќе обезбедат и легалитет генерално на овие избори кои што би требало да бидат што е можно побрзо. Добро, ово што го вели господин Кекеновски, се разбира дека изборите доколку излезе потребниот цензус дека ќе бидат легитимни, тоа не е спорно од законски аспект, но сепак зборуваме за легитимноста доколку не излезе најголемата или втората или првата, не знам сега која е најголема политичка партија во земјата на избори. Јас мислам дека тие прашања на неизлезност, тие прашања на разочараност се малку конструирани за мој вкус и ги гледам јас пукањата. Кои се тие пукања во медиумскиот простор што ја генерира таа општа некоја разочараност или некоја резигнација. Да не заборавиме, и мислам би било тоа навистина фер. Оваа земја влезе во НАТО. Тоа е некој наш стратешки национален интерес, така сакаме да се фалиме и да се доживуваме дека 30 години се бориме за тоа НАТО и тоа НАТО дојде. Значи, без лажна скромност, навистина оваа влада тоа го испорача. Го испорача исто така и 30 годишниот горлив спор што ни тежеше на сите нас. Ради таа невозможност да се решаваат билатерални спорови, луѓе тука се наполнија со пари, направија политички кариери, се со цел само за да ги продлабочуваат тие односи со комшиите. Ве гледаме пред некоја ден, исто така беше генериран тој конфликт со Бугарија, околу јазикот, околу идентитетот, па те сте вакви, те сте такви, за само после недела дена да се смени цела политичка парадигма и да зборуваме сега сосема за некои други работи од кои, како кажам, се партикуларни и се кусогледи. Значи сега збориме за изборите. Пред недела дена зборувавме за кавгата со официјална Софија, нели? Значи сакам да кажам дека во тие противречности се пумпа и ова резигнација околу која као наводно ќе нема цензус. Па мислам, СДСМ е доволно јака во овој момент, башка и ја менаџираше кризата на многу фер и коректен начин. Сега они велат ВМРО, ДПМН е вели, па као тоа им одговара. Па се разбира, ако има криза, ние мора како граѓани да видиме дали вие и на каков начин ги решавате кризите. Ако вие немате продор во реалноста со некој директен и конкретен проблем и начин на кој вие го решавате, онда како ја може да знам да имам доверба кон вас, како вие утре ќе пледирате на таа власт. Но не ми кажавте само, ве молам, само не ми кажавте дали не ми кажавте дали неизлегувањето на опозицијата на избори ќе продуцира криза само по себе. Па не гледам можност зошто. Прво, тие ќе си имаат своји бројчиња, колку што разбирам на избирачките места, ќе имаат своји кандидати. Се поставува друго обратно прашање. Ако они излезат на бојкот, тогаш зошто правеа толкава фама околу нивните потенцирања за избори? Тогаш ги лажат собствените пратеници кои ги номинирале, без разлика што имаше корона. Имаше корона, не велам дека немаше корона, но сепак е нефер и нечесно према тие луѓе кои сакаш да создадеш некое парламентарно мнозинство и утре да бидеш власт, да бидеш и мандатар, сега како ќе им речиш, ај сега склонете се, јас имам лична агенда овде, гледаме дека во анкетите губиме и нема потреба да се мрцвариме. Прво е неодговорно, второ е многу штетно и трето, ако не одат на избори, тогаш се претпоставува дека нема да одат и во собрание.
Ali сепак ви велам, некој плурален и демократски живот мора да има оваа земја. И повторно ќе дојде, само тука завршувам, и повторно ќе дојдат странците и ќе речат дека во демократско општество и во цивилизирано општество кое пледира да оди кон запад, каде е опозицијата? И повторно ќе почнеме да се караме. Тие ова ни направија, ние ова ни направија, па не знам, пржино 1, па пржино 2 и повторно ќе се враќаме во тој зачаран круг. Значи, опозицијата мора да излезе на избори, тоа е, како кажам, и цивилизацијски гест, значи вие имате некоја програма која има шанси да е подобра од СДСМ во овој момент, дозволете да ја видиме која е програмата, дај да видиме во овие 20 на дена кампањата за што се залагате, каде планирате оваа земја да ја носите и бујрум излезете на Мегдан, покажете си ги своите пратеници, па да видиме тука кој ќе добие. Мене ме чуди зошто се доведува во прашање легитимитетот на изборите ако една политичка партија или коалиција на политички партии бойкотираат. Ги бойкотираат. Слободно нека ги бойкотираат, го повторувам по неколку пати вечера. Меѓутоа, едно да знаете, дека тие имаат одредена бројка на членови и на симпатизери, меѓутоа не значи дека таа бројка која што имале во минатото, дека ја имаат и повторно. Второ, не значи дека лидерот, односно раководството на таа политичка партија, нивното мислење и нивниот став го дели останатото членство. Јас сум сигурен дека најголем дел се спротивставуваат на овие политики кои што ги водат, бидејќи имаме голем број на опозициони партии кои што се многу покритички настроени кон Социјалдемократскиот сојуз како владеачка партија и сосема имаат право да очекуваат голем број на гласови поради принципиелните и кристално чисти и јасни ставови, за разлика од манипулаторските ставови токму на онаа така наречена голема досега опозициона партија за која што говориме досега. Така да во тој дел апсолутно нема никаков проблем. Проблемот е само да граѓаните излезат на избори, а чинам дека во една ваква ситуација ќе излезат на избори. Оние што ќе учествуваат на изборите ќе имаат многу поголем мотив да ги мотивираат граѓаните да излезат на избори, се со цел конечно да Социјалдемократскиот сојуз добие една сериозна, не само опозиција, туку сериозен конкурент на изборите, а не да го остават да повторно помине онака како што помина во минатото. И повторно да ја има апсолутната власт, како што ја имаше ВМРО ДПМН апсолутната власт во предходните пред 3 или 4 години, 11 години поред, и видовме до каде ја доведе државата. Значи, во една ваква ситуација многу голема шанса имаат другите останатите политички субјекти кои што учествуваат и ќе учествуваат на изборите, да го мотивираат членството да излезе и оттаму да не говориме за никаков легитим. Ако може да се реферирам од зборувањето, да се надоврзам на господинот Кекеновски. Има еден термин во кај нас, сега нели ова социјална дистанца. Некако имам впечаток дека ова општество има проблем со термините за да ги објасни. Па тука сакам да се реферирам, бидејќи ВМРО ДПМН, ако сте приметиле, цело време зборуваат, па дали граѓаните се свесни, дали може да ја чуваат таа социјална дистанца, па што ќе се случи на изборите ако има еден мртов, ако има скраја било и заболени и така натаму. Значи, граѓаните се многу поинтелигентни и попаметни во таа социјална дистанца. Тоа значи дека кога граѓанин е, сега ние сме на некој начин во некоја социјална дистанца од овие релативно 2 метри, тоа значи дека со таа социјална дистанца ние директно генерираме општество и директно генерираме солидарност, нели? За да не се заразиме, за да не заразиме некој постар човек. Значи, со самото наша човечка практика, со носење на маски, со редовна хигиена, ние веќе генерираме некаква општествена одговорност за тоа како треба да се однесуваме во јавност и како треба да се однесуваме со луѓе. Значи, јас длабоко верувам дека нема да има никаков проблем и непречено да се создадат условите за фер и демократски избори. Бидејќи граѓаните ги знаат многу добро мерките кои се, владата тоа многу добро им го кажа, им го објасни и едноставно самиот секојдневен живот тоа допринесува да граѓаните едноставно се чуваат. Никој не е толку луд за да може, за да посака самиот да се зарази. Мислам, ако ни речат
да се чуваме и да бидеме на дистанца, се разбира, ние ќе бидеме на дистанца. Добро, господин Кикиновски, отприлика можеме да ги предпоставуваме причините зашто власта сега сака брзи избори, а реално пред корона кризата не дека одбегнуваше тогашниот премиер Заев, туку некако не му се брзаше премногу за избори тогаш, но сепак прифати да се одржат. Сега гледаме дека инсистира, додека опозицијата сака да се одложат. Што мислите дека сака да постигне ВМРО ДПМН? Што очекуваат? Знаеме дека веројатно дека економската криза која веќе не погодува дека ќе продолжи и дека таа на есен ќе се интензивира, но мислите ли дека ќе има проблем, да речеме, и со почетокот на преговори со Европската унија? Гледаме дека Бугарија испорачува нови услови, дали очекуваат таму целосно да се закочи работата за да поентираат, бидејќи сега реално немаат многу за што. Влеговме во НАТО, го добивме датумот, како се чини дека проблемите сега ќе почнат, евентуалните проблеми се разбира. Повеќе од јасно и нормално е дека податоците кои што ги добиваат од анкетите кои што ги прават на, ако не на секојдневна основа, барем неделно, им даваат одреден оптимизам или песимизам и да се однесуваат така како што се однесуваат и едните и другите. Очигледно е дека едните се уплашени за својот рейтинг, а другите се осоколени од рейтингот на што слушаме, поготово од рейтингот на еден од министрите во владата, оној кој што е најекспониран во оваа ситуација, во министерот за здравство, иако голем број има и противници, не велам дека нема во оваа држава, меѓутоа очигледно бројките се тие кои што го кажуваат се до тоа. Од друга страна, ВМРО ДПМН сигурно дека односно ДПСМН, јас често пати го употребувам тоа бидејќи тие се индиректно поддржувачи на промената на името, на нашето уставно име и со нивниот лидер, очигледно дека е уплашено ова нивно раководство во една ваква ситуација, ако се одржат сега избори, сигурно дека би доживеало со оглед на неконстантната политика, со оглед на дневно-политичките и променливи ставови на дневна основа, тие очигледно се свесни, имаат податоци за нивниот рейтинг и тоа би било крај за ова раководство. Очигледно играат на картата дека да се влоши економската состојба, каде што сигурно дека ќе имаме сериозни последици, па да многу полесно дојдат на власт, речиси без испукан под наводници куршум, да може да дојдат на власт во некаде во септември, надевајќи се дека до тогаш ќе пропаднат сите оние мерки и оние активности, заложби и ќе излезе на виделина сето оние лажни приказки кои што постојано ни ги продава или се обидува да ни ги протне актуелната власт. Значи, во секој случај, оној кој што е сигурен во својот рейтинг, нема потреба да се плаши, поготово не во една ваква ситуација кога, според мене, Социјалдемократскиот сојуз направи катастрофални грешки, како пред коронавирусот, така и сега, бидејќи имаше голем број на пиши-бриши уредби кои што важеа на дневна основа, така да мислам дека Социјалдемократскиот сојуз сега е најранлив и една сериозна партија која што е сигурна во своите капацитети и во довербата од граѓаните, лесно би го искористила да си ја превземе власта и да продолжи да владе. Мислите ли, не ми кажавте дека и ова со Бугарија ќе се претвори во реална пречка? Па, онака како што продолжија работите, тие излегува од колосек. Ние мислевме дека подпишувањето на договорот ќе ги смири страстите, меѓутоа очигледно тоа ги осоколи само бугарските националисти, меѓутоа од друга страна ја имаме и сервилната наша македонска страна која што постојано се повеќе се подвиткува пред грубите, вулгарни, па и шовинистички атаци кои што доаѓаат од страна на нашите источни соседи. Да. Јовановиќ, кога зборуваме сега за предизборието, некако тесно е поврзано и со короната, сето тоа се случува сега. Па така, владата донесе три бранови, три пакети за помош на стопанството и населението за корона кризата. Мора да се каже дека истото го прави целиот свет. Тие пакети за помош се ношат секаде, но кај нас, еве, па и во други држави, во ред и во соседните, гледаме во Србија, во Хрватска, тоа се погодува со самата корона криза. Па така, особено последниот, третиот пакет, каде што има, да речеме, 100.000 ваучери за поддршка на туризмот, за средношколци, за студенти, за невработени, 30.000 ваучери за средношколци,
Овие 100.000 беа кај што ќе се дават продукти за да може да се користат во домашни хотели, во туристички капацитети. Сето тоа на некој начин алудира дека може да значи и некој вид на предизборна корупција. Бидејќи сето тоа се носи непосредно пред изборите. Па, знаете како сега ви велам, мора да они да излезат со понуда. Ако некој така каже дека ова е корупција, тоа е, како кажам, можеш да имаш некакви факти за тоа, дали е тоа корупција. Ако е дел од планот, ако е дел од стратегијата, тогаш не да има 300, него треба да има 3000, треба да има 100.000, треба да има 200.000. Значи, сепак се тоа мерки кои работат за конкретни луѓе, за конкретни граѓани. Се разбира дека одговорноста на владата е уште поголема за да ја рехабилитира економијата, за да се отворат и границите, за да заживееме, за да може едноставно да се сервисираме не само во институционална смисла, туку и во финансиска смисла. Се разбира дека тоа е еден од важните пакети и важните понуди за граѓаните. Мислам, што би било ако тоа им го укинеш? Што би било ако нема такви пакети, ако нема такви економски аранжмани? Се разбира дека главната борба и битка ќе биде како да ја рехабилитираме економијата. Не заборавајте дека големиот неоимперијален, неокапиталистички пазари денеска кризираат со самото затворање. Кој знае колкави се рецесиите на големите економии, светски економии, а камоли за оваа наша мала земја која бара да биде вклучена во тие некои светски европски токови. Се разбира, ја би го афирмирал и тоа, тие понуди на владата. Се разбира дека пред избори они мора да излезат со некаква понуда. Мора да се види за што се залагаат, како ќе не вадат од криза, ако е тоа за ученици, ако е тоа за студенти, ако е тоа ДДВ за да може шопинг да се олесни кризава, бидејќи не е само проблемот со економијата само на владата, туку е и на нас граѓаните. И ние осиромашивме во овие 2 години. Можеби кредитите ќе се одолговлечат, да кажеме, за во септември и во октомври. Ама што ќе биде во септември и во октомври, зборувам за оние што се, како да кажам, како врапчиња кршливи. Ние сите сме обичните граѓани како врапчиња кршливи. Кој нас ќе не сервисира? Како ќе може да влеземе у некој условно речено нормален живот, ако е тоа возможно да се влезе нормален живот? Што ќе биде, да кажеме, со новиот бран кој го најавуваат? Ќе го има, ќе го нема? Ќе има ли вакцини, ќе нема ли вакцини? Знаете, тоа се све отворени прашања на кои и тука мора да поентирам, ВМРО ДПМН нема никаков одговор на овие главни економски прашања. Ако добро приметив, пред 2 дена на лидерската средба Мицкоски вели вака: им побарал, пазете сега, 3 технички работи. Од тие 3 технички работи он создава политика. Значи, он ја абстрахирал политиката и вметнал техникали. Значи, он прво им вели: ќе се сложам на избори, на консензус за избори, ако здравствената комисија даде пас дека можат да се одржат изборите. Досега, како што гледаме, кривата се намалува. Значи, предпоставката е дека имаме шанси да влеземе во избори. Втората работа, ОПСЕ и ОДИХР ќе присуствува како наблюдувач на изборите. ОПСЕ и ОДИХР, ако исчитувам добро, се јавија и рекоа дека ќе ги наблюдуваат изборите. И третата, државничка, лидерска демагогија, ја кажал Државната комисија да се произнесе како ќе се спроведуваат изборите. Па како и сите останати избори досега што сме ги поминале, така ќе се спроведуваат. И тука ќе завршам уште една работа, која 100 пати сум ја повторил и ќе ја кажам уште еднаш. ВМРО ДПМН е политичка партија која во овој момент не работи со политика. Значи, они се некои технички луѓе кои имаат некаков технички лидер. Тој технички лидер е донесен со уредба, или како се вика она, со декрет. На сите 3-4 изборни циклуси има добиено пораз. Никогаш не бил пред граѓаните да ја тестира својата памет, својата визија за оваа земја кај сака да оди, и никогаш нема некоја политичка тежина со која он може да излезе и да предлага. Еве го чекавме 3 години, после Груевски го чекавме Мицкоски да понуди некаква политичка платформа. Имаме сплетки, ујдурми,
афери. Имаме денеска нова афера, ако е таа точна. Наќе Чулев, нивниот министер за внатрешни работи, без оглас потрошил во овие 3 месеци или што, 1.900.000 евра. Значи, таа политичка партија сака, да можеби ќе сака да нема избори, за да го користи тој вакуум, за да ја користи таа несреќа на овие луѓе кои некој мора да ги сервисира и во економска и во здравствена смисла, и да го чека својот шанс, да ја чека својата шанса. Дали преку нов хаос, дали преку протести, дали преку што да не, то не им е страно, државен удар можда. Значи, тоа мора да се запре и ви велам, и тука завршувам, брзи избори за да престанеме со оваа агонија и да се обидеме да се вратиме во таа некоја нормалност, ако е тоа возможно. Да. Јас, значи, тука нема да се согласам во првиот дел од дискусијата, значи не сакам да говорам за лидерот на ДПСМН, од причина што тој за мене е наметнат лидер и мојот став сум го кажал многу пати, меѓутоа во делот на она што е главното прашање, во делот на предизборната или јавната корупција. Да. За мене повеќе од јасно и за најголем дел кој од граѓаните, мислам, сите се свесни дека ова што се случува е во функција на изборите. Очигледно Социјалдемократскиот сојуз добро се пресметал во една ваква ситуација, имајќи нели своја влада која што ја раководи нивни премиер, очигледно дека ги темпира сите овие мерки во период пред изборите се со цел да освојат што е можно повеќе гласови. Да беа искрени кон граѓани, да се грижат за граѓаните на Република Македонија, тие тоа вакви мерки, популистички мерки, вакви мерки на кои што им се нудат средства на граѓаните, тие можеа да ги направат и на почетокот. Значи на почетокот кога почна кризата, уште пред да кога се воведе воредната состојба 18 или 19 март беше. Јас само ќе ве потсетам дека нашата коалиција Никоја Северна Сама Македонија предложи на владата на Република Македонија на семејствата на секое семејство да му даде по 500 евра еднократна неповратна помош. Ниту ВМРО ДПМН, ниту Социјалдемократскиот сојуз реагираа на тоа. ВМРО ДПМН очигледно повеќе се интересираше за крупниот бизнис, а овие отидоа до таа мера да каде што и оние кои што најмалку земаат плата, јавната администрација да ги намалат платите на 14.500 денари. И таа добро е што таа одлука падна во ваква една ситуација. А во меѓувреме слушаме и гледаме дека се набавуваат илјадници, стотици илјадници евра за индиски ореви, за фстаци и така натаму. Значи, очигледно дека раскосно живеат во една ваква ситуација. И сега тие да беа искрени, овие мерки, каде што 10.000 ваучери или колку рековте на студентите ќе им се подаде, тоа може да го направат токму пред изборите или да поделеа на секое семејство неповратна помош. Факт е дека овие со ова сакаат да купат, а тоа беше една од најголемите и најкритикувани обиди кои што претходно ги правеше владата на Груевски во минатиот пат. Се сеќавате како таа ги купуваше гласачите пред избори. На истата карта, со истите средства, нели малку поразлично, меѓутоа играат и Социјалдемократскиот сојуз, кој што во оваа ситуација се обидува пред избори сите оние негативности кои што ги има досега, да ги купи граѓаните токму со вакви популистички мерки. Кажете ми, денеска излезе еден извештај на ОПСЕ, сега зборуваме за право и правда. Бидејќи пред да почне корона кризата, се чини дека рейтингот на владеачката партија најмногу паѓаше поради тоа, поради разочараноста на граѓаните во тоа како се одвиваше тој процес, право и правда, дали она што беше перцепирано како негативно за време на владењето на минатата власт беше казнето сега. Па така денеска ОПСЕ вели, се одоговлекуваат судењата на предметите на СЈО и тоа е главен проблем и се доведува прашањето на ефикасноста и брзината на одвивање на предметите во судскиот систем. Власта претходно се правдаше дека е до судството, дека не е до нив. Мислите ли дека доколку евентуално се одржат избори и СДСМ повторно победи, мислите ли дека нешто ќе се смени на тој план, доколку оформат една, да речеме, покомотна влада, покомотно мнозинство, или работите ќе останат исти? Не, сигурно дека нема да се смени, да сакаше да имаше желба да се смени во делот на судството, сигурно дека ќе направиа генерален реизбор на судиите, а не само да се обидат да ги преоблечат судиите во нивни дресови. Факт е дека тоа се случи. Тоа е едната причина, втората е причина што со сето ова што се случува,
со одложување на судските процеси, односно со и понатамошно пролонгирање до фаза, нели, еден дел од овие судски процеси застареа во меѓувреме, чина минатата година, очигледно кажува дека во позадината постои некој договор помеѓу бегалецот и помеѓу актуелната власт, бидејќи најодговорните, кои што беа најмногу критикувани, најкорумпираните, најозлогласените, едниот ви е избеган, другиот слободно се шета, слушаме дека и се испазарил со власта за многу работи и шетаат негибнати, се шетаат низ градот, низ државата како пауни, се играат играчки со судиите, час доаѓаат, час не доаѓаат и очигледно тоа е една спрега која што фино функционира во функција на она договореното со оној договор кој што ние не го знаеме, предпоставувам и сигурен сум дека има таков договор со бегалецот од Будимпешта и се реализира сето тоа едноставно да помине време, да евентуално некој да биде осуден, а најголеми дел да бидат ослободени. Впрочем и самата игранка која што се случи со СЈО, бидејќи не му беше продолжен мандатот, меѓутоа и сите оние афери кои што излегува и впрочем аферата Рекет 1, Рекет 2 укажуваат на голем број на аномалии, каде што укажуваат дека и ова актуелна власт исто реагира и се однесува исто како другите, во смисла крадевме што крадевме, крадевте што крадевте, доста ви беше, заминете си, сега ние малку да покрадеме, а понатаму што е можно повеќе да не одговараме никој од нас. Да. Добро, времето ни е речиси истечено. Господин Јовановиќ, ве молам за крај истово прашање. Верувате ли дека ќе дојде право и правда во Северна Македонија? Јас може во овој момент сега да кажам дека јас верувам дека ќе има смак света и дека свет ќе биде катастрофа и дека ништо нема да се промени и се ќе остане исто и дека СДСМ и ВМРО се исти и дека се договориле, тој цинизам што сега пред малку го кажа господинот Кекеновски, почитуваниот господин Кекеновски, не ми се допаѓа. Јас не верувам, он има предпоставки, јас не верувам, исто ја имам предпоставки дека нема никаков дил измеѓу Груевски. Ја во некои моменти пред година и пол пишував како е избеган во соседна Унгарија и тоа не избегал човекот во Унгарија или во Холандија или во Данска, туку избегал кај некој втор диктатор кој на почетокот на оваа емисија ви кажав дека го суспендира уставот на Унгарија и си го припиша себе си на неодредено време. Ќе бидам краток. Оваа земја, да не забораваме, беше киднапирана. Значи, институциите не работеа, еден човек делегираше се, кој крави ќе се молзаат, кај ќе има градоначалници, кој ќе биде пратени, кој ќе биде директор, кој ќе биде све. Имаше масовна плячка во оваа земја, се газеа човековите права на секој можен чекор и сега знаете како, кога ќе ги отруете институциите во тој момент и сега кога ќе дојде нова власт, која притоа апсурдот да биде уште поголем, она ги осоколуваше, нели имаше протест СДСМ да ги осоколува да работат за тоа што се платени и да се вратам на тоа, кога е киднапирано се во еден човек, арбитрира еден човек, не можете вие да речете сега со она метафора пуј пике не важи, значи готово, го одинсталиравме вирусот од компјутерот и сега ќе почнеме наново да имаме здрави институции, силни граѓани, иницијативи. Знаете, демократијата е процес. И за да ги осоколите некои луѓе што сте ги толчеле 10 години, за тоа треба простор, за тоа треба време и за тоа треба клима меѓучовечка. Да не заборавиме дека овие дебати вака, на спротиставени мислења, беа невозможни во времето на Груевски, да не заборавиме дека лидерски средби не се одржуваа, бидејќи шерифот беше главен, он кажуваше кога ќе има избори, он кажуваше на кои медиуми треба да си подобните, со неподобните се знаеше што се работи. И сакам да кажам, мене СДСМ само тука ме интересира. Дали е добра добро го создава духот на меѓучовечки односи, дали не се провоцира со комшиите или се обидува да соработува без да биде, како кажам, мангупски, задрто, националистички насочена во случајот со Каракачанов и тие некои десни струи во Бугарија, и дали го реши компромисот со Грција. Значи, мене ме интересира политичка партија која ќе создава добар дух, за да можеме ние граѓаните и покомфортно да живееме и да разговараме вака без
да е се на нож, да е се, како Да. кажам. Само Тоа е една многу реченица, важно. ми дозволите. Да. Кога една честна, една нова власт доаѓа, која што сака да расчисти со една криминална, со една монструозна власт, таа прави хируршки рез. Го елиминира до последен сегмент метастазираното ткиво и едноставно почнува од нула и завршува таму кај што треба да завршат сите оние кои што ја овозможиле и ја прошириле таа метастаза. Едноставно се расчистува до крај, а не се прават дилови, не се прават пазари за да не се лежи во затвор. Едноставно се одговара и се конфискува тој имот и се враќа на граѓаните од кои што е украден тој имот. Господине Кекеровски, тоа е вовед во нова диктатура. Добро, Ако така влегувате брутално Не во брутално, општеството, има институции за на да систем кои што треба ама апсолутно кој ќе да го реагира. воспостави тоа? Повторно еден човек. Сега ќе го кинеме тој, ќе го кинеме тој, ќе го да, кинеме. Јовановиќ, Тоа е јас- конвертира во нова диктатура. Јас Така не апсолутно се сум- работи Јас општество. сум многу голем Не се работи. демократ, меѓутоа демократи многумина се покажуваат, меѓутоа честни демократи многу има, навистина малку има. Добро, Јовановиќ, Кекеновски, ви благодарам на двајца да Благодарам. не истече времето. Вие, почитувани гледачи, останете со нас. Отвореното студио продолжува, како што веќе најавивме, дополнителната заменик министерка за внатрешни работи Славјанка Петровска е следна.